Од неодамна во Скопскиот центар 213 започна да се организираат функционални вежби за активни здрави пензионери. Вежби кои на пензионерите им овозможуваат дружба во пензионерските денови, истовремено поттикнувајќи ги на физичка активност. Пред пандемијата, како Сдружение за афирмација на аргентинско танго, Академија Тангом, имавме група со пензионери, односно со сениори. Видовме дека групата функционираше одлично во рамките на техниката која што ја пренесувавме. По пандемијата дојдовме до ребрендинг на Академија Тангом и се претворивме во Центар за личен развој, креатива и настани, каде што дадовме еден убав простор, нова програма, активни пензионери, во основа доаѓа од техниката на аргентинското танго, меѓутоа во неа додадовме и елементи доста од физкултурната наука, од јогата, техники на дишење и добивме еден прекрасен склоп кој што, како што и самите забележавте, многу им одговара. Придобивките се психофизички и исто така социјални. Пензионерите, односно во трето доба, сениорите се доста осамени и доста пасивни пред нивните екрани. Сметаме дека дел од нивните заболувања или нивните проблематики со здравјето доаѓа токму поради неактивност. Затоа е многу битно да се социјализираат, да доаѓаат до нашиот центар, да вежбаат со нашите пензионери, да се дружат и да се осеќаат повторно млади и живи. Еден час е составен од 3 дела: загревање, координација во просторот и истегнување, а со самите вежби се развива моториката и се зајакнува мускулната маса. Се работи за функционални вежби, каде што ние ги делиме во 3 групи. Првата група е загревање на телото, каде што се покрива моторика, баланс, циркулација. Потоа имаме втор дел на вежби, каде што обрнуваме внимание на координацијата во просторот, како и зајакнување на мускулната маса и флексибилност. На крај имаме растегнување, тоа е добро за целата циркулација, која што е сеопфатна. Вежбите се одвиваат 2 пати неделно, а групите ги сочинуваат максимум до 12 луѓе пензионери кои сакаат своето слободно време да го поминат активно и во добра форма. Еден час ни трае 60 минути, со тоа што имаме пауза измеѓу, може да се напијат вода малку, да се одморат, кратка пауза од некои 5 минути и продолжуваме повторно со вежбите. На почеток вежбите се малку по за загревање, потоа доаѓаат малку подинамични вежби кои сепак ќе кажам се лесни за нив и специјализирани токму да може да не следат. Значи во групите имаме максимум по 12 луѓе и тие може да доаѓаат од 9 часот, од 10:15 часот до 11:15 и потоа од 11:30 до 12:30 часот. Групите не се наменети за пензионери, но тоа не значи дека ни примаме и помлада генерација, сепак да е некаде приближно, ајде ќе кажем над 50 години. Со тоа што ние бројката веќе ја зголемуваме постојано и постојано, околу 100 членови веќе ни се активни, затоа и сме поделени во 3 групи. Започнавме од март, започнавме со 3 дами кои што беа само во една група и денес броиме 100 членови кои што активно доаѓаат на вежбите.
Јас сум во студијаво од самиот почеток, како што кажа Владанка, почна со 3 граци, јас сум една од тие 3. Едната другарка продолжи со танго, другата од оправдани причини не е тука, иначе со нас почна од негде од мај месец. Значи веќе 9-10 месеци вежбам. Јас се осеќам прекрасно. После вежбање мислам дека имам енергија уште да испешачам едно 10 километри најмалце. А еве веќе 7 месец како вежбам, почетокот на јули почна. Премногу добро се чувствувам, значи према возраста што ја имам, мислам вистина голем бенефит осеќам. Значи една енергија добивам, една сила и да можам да ги издржам секојдневните обврски што си ги имам, значи физичката кондиција и имунитетот ми е зголем. Значи, према годините често сум знаела вируси едно друго, сега стабилно ми е и мислам прекрасно се осеќам. Вежбите за активни пензионери им помагаат на сите луѓе во третот доба да бидат активни за време на своите пензионерски денови. Истите се спроведуваат физички за сите оние пензионери кои се од Скопје, но може да се спроведуваат и онлайн за сите пензионери широм републиката.